Македонија очекува Грција да покаже дополнителна конструктивност во однос на спорот со името на закажаната средба на медијаторот Метју Нимиц со представници од македонска и грчка страна. Ова е ставот на владата кој го пренесе вице-премиерот за европски прашања Васко Наумовски. Доколку постои искрена волја и желба од страна на Атина да се најде решение, решението ќе се најде. Искрената волја и добрата волја од страна на Република Македонија е присутна веќе по долго време. Македонија ќе го реши името во оној момент кога ќе постои добра волја од двете страни кои што се вклучени во овој спор. За сега немаме сигнали дека постои искрена добра волја од Република Грција. Во оној момент кога Република Грција ќе посака искрено да го реши овој спор, мислиме дека решението е можно. Значи, ние имаме намера да го решиме спорот со името, како што имаме намера да градиме добрососедски односи со сите соседни држави. Овој спор не е наметнат од страна на Република Македонија, овој спор е наметнат од страна на Република Грција пред многу години. Доколку решавањето на овој спор било едноставно, тоа ќе било решено некаде во 90-тите години. Ние се трудиме, онолку колку што можеме, да изнајдеме решение, при тоа да не го загрозиме националниот интерес на Република Македонија и интересите на граѓаните на Република Македонија. Вчерашните обвинувања на пратеникот Тито Петковски, упатени кон унгарскиот премиер Орбан, денес беа критикувани од страна на вице-премиерот Наумовски. Се работи за едно скандалозно однесување на еден македонски пратеник. За жал, иако тој е председател на една партија која што нема многу влијание кај граѓаните, сепак е избран представник на граѓаните. Со жалење можам да констатирам дека тоа беше еден несакан настан, еден инцидент кој што би можел да ги наруши добрите односи кои што ние ги имаме со Република Унгарија. Она што овој пратеник го искажа не е став на граѓаните кои што гласале за него. Се надевам дека не е став ни на неговите коалициони партнери, тоа секако не е став на владата на Република Македонија, ние го осудуваме овој чин. Се надеваме дека тој ќе се извини и ќе покаже дека има една висока политичка свест, се работи за човек кој што не е од вчера во политиката, тој има долгогодишно искуство и мислам дека сите тие навреди кои што беа искажани на сметка на унгарскиот премиер можат само да нанесат штета на нашите билатерални односи со Унгарија. Што се однесува до прашањето кои се очекувањата од унгарското председателство и колку реално треба да се вклучат во преговорите за името, според Наумовски, рамката на преговорите е во рацете на Обединетите нации. Очекувањето од унгарското председателство е дека тие ќе ги реализираат нивните приоритети, да го вратат проширувањето високо во агендата на Европската унија.